Разговараме со Боба Бабунски, новиот шеф на стручниот штаб на Победа. Добро дојдовте и во Прилеп и во фудбалскиот клуб Победа. Да, ви благодарам, добре ве најдов. Голема благодарност и до Гешовски и до сите негови луѓе кои што помагаа и ми возможија да ја добијам ова шанса, овој предизвик за мене, би рекол. И се наоѓаме во момент кога Победа после толку години повторно се враќа на прволигашката сцена. Среќен сум што на некој начин и публиката очекува прволигашки фудбал и се надевам на нивната поддршка и на сите структури да ја продолжиме она стабилна игра што беше во втора лига. Исто така, после долго години имаме добра генерација која што успешно се превруваше и се врати во прва лига. Исто така треба се споменат и младинците кои што направија навистина огромен успех и ќе играат Лига Европа. Сакам да дадам признание и благодарност и на Капинковски, прошлиот тренер и колега кој што имав можност да ги гледам скоро сите надпревари и поголемиот дел последно време и он супер си ја заврши работата. Имаше доста квалитетни работи во сите фази на игра и треба сите тие добри страни да ги продолжиме од него и нормално една додатна енергија, еден додатен напор, бидејќи има разлика во прва лига, сепак е друг фудбал, различен малце. Втора лига, се надевам дека ние ќе успееме тоа да го продолжиме, така успешно да го правиме. Јас сум среќен што има доста млади играчи кои што се желни за докажување, имаат амбиција. Позната е целта на клубот. Јас сум свесен што ме очекува тука, сепак тренерите секогаш зависат од резултатите. Меѓутоа, она што клубот го бараше од мене да помогнам да се направи стабилен клуб, стабилна екипа која што ќе може успешно да се одржава во прва лига и секако јас сум поамбициозен и нешто повеќе. Меѓутоа знам што значи прилепската публика, имам многу другари со кои што долго години живееме. Имав прилика вчера, например, во Скопје со еден бербер ми пушти една песна и ми вели од Владо Јаневски: само првиот е прв, вторите се втори, сите други се втори. Да знаеш што те чека у Прилеп, вика. Така да, јасен ми е тој притисок и доаѓа баш у момент кога и мојата цел е практично и она што го праве во работниче, да кажам, порано или во репрезентација, да видам, да препознам еден талент кај играчите и да им дадеме правилна насочување, правилна програма за работа, многу повисоки стандарди од оние што ги имаат, да сватат дека ние сме тие кои што треба да произведеме, ние треба да му возможиме на клубот стабилност, да има повеќе публика кои што ќе не поддржава, меѓутоа да сформираме играчи кои што утре ќе се продадат, да биде квалитетен продукт, за да може и клубот да живее. Знаеме каква е ситуацијата, криза е во цел свет, посебно во Македонија, знаеме какви се работите. Така да мојата идеја практично сепак секој тренер живее од резултат. Прво тоа да се стекне, се добие и после втората фаза е да се направат играчи кои што ги видовме каков потенцијал имаат, меѓутоа да видиме во прволигашка конкуренција дали може да бидат репрезентативен калибар, дали може да ги постигнат тие европски стандарди кои се бараат со повеќе трчања, со повеќе посети, со сите тие статистики што ги бара модерниот фудбал. Многу прволигашки екипи гледам дека веќе идат у тој правец и во одредени моменти ги покажуваат тие работи во сите фази на игра. Сакаме тоа да го пратиме и да бидеме конкурентни. Победа се врати во прва лига, меѓутоа и Бабунски се враќа во прва лига по повеќе години. Па да. Прволигашка екипа. Да, точно така. Точно така. Рековте сами, ги гледавте направите на Победа, ги гледавте и младинците на Победа, значи имате јасен увид со каков играчки потенцијал располага.
Втора лига е втора лига. Да. Колку и да е квалитетна екипата шампионска, втора лига сепак пролигашата конкуренција е ранг и квалитет погоре, повисоко. 100% се согласувам со вас и тоа беше за мене предизвик дали овој квалитет може да биде конкурентен во прва лига и јас со нив. Направивме некои добри анализи и видовме доста квалитетни играчи, дури мислам и дека некои играчи не се ни свесни кој им е потенцијалот голем. Сакаме тоа да го пробудиме, да сватат и да искреираме тука нешто добро, каде што ќе биде задоволна прилепската публика, која што знаеме дека добро разбира фудбал. Сакаме тоа да го направиме една игра која што со која што ќе се горде публиката, ќе доаѓа тука заради тоа и ќе не анимира на некој начин. Победа ве избра вас, бидејќи требаше еден реномиран тренер со богата играчка и тренерска кариера, меѓутоа зошто вие одбрате токму победа, што е она што натежна при изборот? Да, мислам од првиот контакт ми се допадна идејата, ја гледав екипата и некако, знаете, некогаш работите се спојуваат кога имаме исти интерес или иста цел. Мојата цел во животот е да помагам, некоја мисија да помогнам млади играчи да се креираат и да стигнуваат до тие репрезентативни селекции. Тоа ми беше и заедно додека беше Хари во репрезентација кој ми возможи еден добар мандат од 4-5 години да токму тоа создадоме млади играчи кои што ќе бидат сервис за А селекција и многуте од овие што сега ги гледате во последните години во успеси поминаа низ работата која што ние имавме во тие години. Тоа го препознавав сега и видов потенцијал кој што може нешто слично да направи и многу од овие деца што ќе играат во победа 100% сум сигурен дека ќе ги гледаме во репрезентативни селекции, барем неколку од нив и дека ќе успеат да направат добри кариери. Беа многу играчи од тука во тие младите категории докога бев, ми се допаѓа менталитетот и надменоста и самодовербата што ја имаат како карактери, сакаат победи, сакаат да победуваат, не трпат порази и тоа на некој начин би беше предизвик да најдеме заеднички јазик со Гешовски и со сите кои што стварно прв пат чувствувам некоја таква поддршка и од многу луѓе кои што се во фудбалските структури во Прилеп, многу луѓе, да кажам и нефудбалски кои што се не се професионално, осетив дека имам зелено светло да дојдам овде да работам и нормално негде кај што ти сакаат да дојдеш и да покажеш нешто и веруваат во тебе е шанса која што треба да се искористи. Јас за тоа сум многу благодарен. Прв пат ми се случува тоа да почувствувам дека имам поддршка од фудбалската фела, да кажам, во Прилеп. Прилепската публика е пребирлива, го знае и добро го познава фудбалот, сте играле овдека. Да. Знаете што значи да се игра пред полни трибини, победа со последните успеси и влегувањето во прва лига на последните надпревари. Точно. Ја врати публиката како фудбал може да очекуваат од победа навивачите под полката на Бабунски. Значи, Офанзивен, точно, ефикасен. идејата е токму тоа. Значи, добро кажавте, мене ми е познато и со репрезентација доаѓавме тука и неколку пати со Вардар од порано. Овие млади играчи поттикнаа публиката да се врати и испровоцираа многу да дојде повторно. Желни се за видот прволигашки фудбал и мислам дека се спојуваме во прав момент. Се надевам дека ќе играме така успешно резултати како што беше претходно, меѓутоа многу по-офанзивно. Сакаме да бидеме со сите модерни трендови пристапни, во смисла на повеќе посет, на повеќе контрола на игра, со тие работи веќе ги знаеме сите тие термини. Гледам дека во прва лига сега веќе сите тоа го практикуваат и сакаме да бидеме конкурентни во однос на тие работи. Значи повеќе посет, повеќе создавање на шанси, по-креативна игра и нормално јак менталитет, карактер, агресивност кој што го краси овој менталитет овде, мене ми е познато што се случува.
Секој тренер си има своји методи и своји карактеристики. Што да очекуваат од вас играчиве? Дали важите за строг, например, тренер, стручен? Па тоа ќе го кажат играчите, меѓутоа вака од оне фидбек што може да го видам од нив, дека сакам да им помогнам да се формираат, сакам да ги зголемам нивните квалитети и статистики и способности што ги поседуваат како играчи и како потенцијал. Ќе работиме многу во тој поглед, покрај резултатскиот аспект. Ја сакам секој играч да биде минимум двојно подобро од она што бил претходно, да му ги зголемиме сите способности и статистики што ги правел до сега, значи да излезе на крај продукт кој што ќе вреди на пазарот, кој што ќе вреди дали во македонска лига, во појаки лиги кои што може да платат или надвор, да излезе да биде конкурентен и да се знае дека од победа излегува играч кој што ако е напаѓач дава толку и толку голови, трчи толку и толку, тоа е интензитетот. Значи сакам да им ги наметнам и објаснам тие европски стандарди без кои денеска не се може. Во секој аспект, знаеме може веќе анализите и телевизии, информации има што се бара од секој, колку дава еден на таа позиција, убава е статистиката. Значи идејата ќе ми биде во тој правец да ги правиме барем приближно, ако не исто, затоа што сега нема тука оправдувања, меѓутоа македонската лига е таква каква што е. Дури сакам да спомнам и едно интересно видување на селекторот Боби Милевски. Бевме на некој состанок каде што они објаснува тактиката за одреден надпревар, да не налегува многу детали, и имаше еден од македонските тренери кој што малце агресивно така го испровоцира: зошто вие не зимате од македонска лига играчи? И тој му одговори: па кого да земам? Дали вие кажете ми еден играч вика во македонска лига кој што може да одговори на европските стандарди во трчање, во давање пасови квалитетни, во борбеност, во играње во два правци. Значи, практично он на некој начин даде некој патоказ што прават овие редметивци, играат сепак во јаки лиги, да кажеме во Германија, Италија, Словачка, или лиги кои што се многу поквалитетни во интензитет и во сите други структури, да не објаснуваме. Значи, окей, ја тоа прифаќам, мислам дека сите тренери треба да го прифатат, дека треба да го менуваме фудбалот во тој правец. Во поглед на играчкиот кадар, сега на стартов на подготовките, со кои играчи располагате евентуално во врска со овие што се досегашните? Рековте, спомнавте и преземање на дел од младинците. Дали ќе има и нови играчи? Веќе зборував со Гешо, тоа е политика на клубот и јас ќе се усогласам со нивната стратегија, со нивната цел. Мене беше кажано дека сите овие играчи ќе сакаат да останат, кои што беа во втора лига, со исклучок на некој кој што во Силекс отиде, нели Дарко. Значи мене ми се допадна што сите сакаат да останат, амбициозни се, сакаат да се докажат во прва лига, онака како што игра во втора. Дали ќе има заселување, сепак тоа е на клубот стратегија. Секако дека ќе добијат шанса младите, барем во овие припремни надпревари, кој ќе заслужи, ќе може тој ритам да го носи, и затоа барав да играме со прволигашки екипи каде што ќе се видат сите квалитети и слабости, дали можеме да бидеме конкурентни со нив, без разлика што е пријателска, ама ќе се судрат со прволигашки, она што ќе не очекува во првенството, ќе видиме таму што е добро, колку сме конкурентни, што ни фали и кој може да одговори на сите тие работи или фази на игра спротивставување со прволигашки екипи од Македонија. Ја спомнавте оваа младинска екипа која го освои шампионскиот трофеј во Македонија, значи шампиони на цела држава. Да. Колку ја познавате таа екипа и колку ќе може колку ќе и треба време да се вклопи во екипава која настапува во прва лига? Видите, многу добро ги знам тие деца, затоа што јас бев известно време пред неколку месеци во Вардар, тие беа конкурентни и ги гледав неколку такмици
И тоа е нешто на што треба да се креира тука единината. Има неколку деца, стварно со фантастичен потенцијал. Не е случајно што направија успех. Работата на Филип долги години е препознатлива. Видов зашто е тој успех. Веќе неколку години се заедно и им се даде континуитет и на крај кога ќе работиш неколку години во континуитет, неминовно е да излезе квалитетот. Јас би сакал што е можно повеќе од нив да излезат и да бидат конкурентни, ќе добијат шанса. Јас сакам да им дам шанса на младите играчи. Меѓутоа, како што реков, прво треба се задоволи целта на клубот, треба публиката да биде сигурно дека овде нешто се случува стабилно, успешно, дека можеме да ги контролираме надпреварите дома и у гости, да видиме во кој правец иде клубот и да не изгорат децата да играат само колку да играат, него тоа што ќе го дадат, ќе добијат шанса. Ние веруваме во нив дека сме ги виделе на припреми и на претладските надпревари, дека они се конкурентни и ги даваат истите статистики и резултати кои што ги дава еден искусен играч. Ќе развиваме, ќе ги мониторираме секој ден, ќе им даваме екстра работа. Јас му кажав на Гешо, не ми треба ништо освен да бидат присутни тука 2 пати на ден, ако треба и 3 пати, и не очекува многу работа. Јас би сакал тука и дојдов само да работам. Се надевам дека они одма ќе почувствуваат во кој правец иде целава работа и ќе имаме бенефит сите од тоа. Уште да ни кажете како ќе се одработат овие 40 на дена до почетокот на првенството? Се зависи од надпреварите претладски кои што се закажани. Значи, идејата е да се тренира буквално секој ден по 2 пати, со тоа што ќе се контролира интензитетот во каква состојба се моментално, како евалуираат, како се развиваат, дали се до тоа ќе може да го поднесат, зашто сепак можеби прв пат се случува со некој од нив да работат на овој начин, кај што ќе има додатни работи, ќе има специфична работа за секој. Индивидуално сакаме да им го подигнеме квалитетот, да бидат конкурентни во секој поглед кога ќе играат со нека прволигашка екипа и кога ќе се соочат со некој прволигашки играч. Не само они, него и сите други во прва лига или па и во големите клубови гледаме дека никој не е идеален, се нешто му недостига, така да видов дека има доста работа, има квалитет на кој што може да се наслониме, да се концентрираме и од тука да го градиме се друго. Дали имате добри услови овде во Прилеп? Еве на градскиот стадион и уште 2 терени се тука. Па тоа ми беше едно од причините за одлучам, зашто ми рекоа дека практично 3 терена може да користиме. Главниот, Могила и евентуално ако има потреба со вештачка трева. Плюс има и теретана, значи гледам дека условите се окей. Слушнав дека сте побарале или сте имале таква опција и навеќе да се тренира, бидејќи има рефлектори тука? Да, разбрав дека на Могила може да се тренира, покасно има рефлектори, денеска ми кажа, значи тоа ќе биде идејата. Попладне ќе работиме на Могила, ќе искористиме таа можност да не го штетиме многу овој терен, а од сабајле би тренирале тука, на овој терен. Значи, го имаме покриено и тоа на некој начин. Толку ви благодарам за разговорот. Фала и сте вас. Се надевам на соработка. Благодарам.